Беше тоа на 16 септември 1833 година, кога во Кратово познатиот скопски Хавзи Паша го пушти во употреба уште по познатиот Радин мост. Мостот постоел и порано, подигнат на две високи кули. На двете страни имало стражарници и се наплаќала мостарина со јајца, мед, сирење урда. Но околу 1820-та стариот мост бил погоден од гром и уништен. Затоа дубровчаните и сасите кои живееле во Кратово издействувале средства од Дубровник и почнала изградбата на легендарниот Радин мост, непосредно над разурнатиот претходен мост, од кој се уште стојат остатоци. Беше тоа на 16 септември 1941 кога Хитлер му наредил на заповедникот на германските оружени сили на југоистокот да го задуши востаничкото движење на Балканот. Според Хитлеровата наредба, со крајна суровост морало да се оневозможат партизаните и за смртта на секој германски војник со смрт да се казнат 50 до 100 заложници. Беше тоа на 16 септември 1996 кога градот Велес ја исклучи додавката Титов од своето име. Името Титов Велес го носеше од 11 октомври 1946. Беше тоа на 16 септември 2010 кога НАСА и Меѓународниот астрономски сојуз решиле едно од езерата на Сатурновата месечина Титан да го носи името Охридско езеро, во чест на истоименото езеро во југозападна Македонија. На 16 септември 1943 во селото Луково Кратовско е роден Петар Ангеловски. Покрај обемната наставна работа, Ангеловски има постигнато значајни резултати во научно-истражувачката дејност. Таа била насочена кон хидробиологија на копнените води, особено таксономија и екологија на хидрономидната фауна, поради што извесно време предстојувал во хидробиолошката лабораторија во Загреб и во Институтот за биолошки истражувања Синиша Станковиќ во Белград. Како резултат на тоа, Петар Ангеловски е автор на повеќе научни трудови. Ангеловски починал во 1999-та. На 16 септември 1948 во селото Студена Бара, Кумановско, е роден македонскиот поет, есеист, книжевен критичар и преведувач Санде Стојчевски. Тој бил новинар, а потоа и уредник во образовната редакција на Радио Скопје, уредник, главен уредник и директор на книгоиздателството Македонска книга Скопје, главен уредник на списанието Стремеш во Прилеп и председател на управниот одбор на Балканската книжевна манифестација Рацинови средби во Велес. Работи во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје и ги уредува списанијата Стремеш и Акт. Член е на Македонскиот пен центар и на Друштвото на писателите на Македонија. На 16 септември 1980 почина Драган Ташковски, македонски историчар и публицист. Тој бил учесник и во народно-ослободителната и антифашистичка војна во Македонија, а по ослободувањето вршел разни општествено-политички функции. Наставник и директор на политичката школа на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, професор по социологија на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, председател на Друштвото на филолозите и социолозите на Македонија, председател на Комисијата на извршниот комитет на председателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија за идеолошко-политичко оспособување на организациите и членовите на партијата, директор на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје. 16 септември како датум во светот се одбележува по два повода. Прогласен е за Светски ден на мирот и за Меѓународен ден за заштита на озонската обвивка.